Na kraju, dame i gospodа, да го соопштиме и името на најдобриот спортист на Радовиш за минатата година, врз основа на неговите резултати и достигнувања, што како најдобри ги оцени комисијата, тоа е фудбалскиот виртуоз, седумката на фудбалскиот клуб Плачковица Јака, Љупче Чаракчиев. За влегувањето на овој фудбалски клуб во единствената втора македонска фудбалска лига. Може би закасувано секојаш доаѓа. После многу успешни сезони, почнувајќи од нашите најтрофејни клубови. Љупче Чаракчиев беше вчера и на Варден и на Работнички, еве конечно во својот матичен клуб, во својата Јака Плачковица. Мислам дека ова е неубавиот момент барем за сега. Морам да кажам, може би ќе биде малку пристрасен многу, да преварите од минатото првенство, поготово од минатиот есенски дел, од пролетен дел, каде што Чаракчиев постигна неколку евроголови, јас така би ги нарекол, ја разгали публиката и може би тие голови, а и многу, јас секојаш во нашите извештаи велам дека ако не е голгетер број 1, секојаш е асистент број 1. Дали имам право? Па наистина имате право. Јас од 90 до 96 бев во Вардар. Од Скопје во кадетската и младинската екипа имам освоено 3 првенства на Македонија, но навистина друго е кога си во твојот град, во твоето родно место, кога настапуваш за твојот клуб, од сестрце ги браниш боите на тој клуб и навистина ова е едно големо признание за мене, за мојот клуб, за моите другари, затоа што без моите клубски другари немаше да го постигнам овој успех, затоа што јас настапувам во колективен спорт, фудбалот и целата игра, секој успех е дело на целата екипа, не само на поединци. А тоа што минатата сезона се вратив по една потешка повреда, постигнав неколку евроголови и ако не сум стрелец, тука сум асистент, тоа е точно. Јас сум везен играч, но таква ни е тактиката, таква ни е играта, па постигнувам и доста голови. Да, и сега се докажува оно што спортските новинари од нашиот град секојаш го велат за тебе. Скромниот Љупче Чаракчиев. Еве и сега се покажува вашата скромност, а тоа го правите и во играта. Има одредени моменти кога еве можете да затресете мрежата, но тражете некој што е во поповна ситуација, му ја давате топката и сепак голот, како што рековте, заеднички. Љупче, ова признание што ќе представува? Дали навистина сепак е една голема гордост, но дали не е една поголема обврска? Па навистина, ова е стварно голема обврска, затоа што кога човек ќе ти даде доверба, кога ќе ти изгласа за најдобар спортист на еден град како што е Радовиш, треба таа обврска да се исполни и мислам дека сега уште со поголем елан ќе работам за постигнување на подобри резултати. Дали ќе бидам во мојот клуб, во Плачковица Јака, дали ќе бидам во некој друг клуб, јас секогаш ќе се сеќавам на овој момент и ќе ми биде еден мотив за постигнување на стварно подобри спортски резултати. Еве на крајот уште еднаш честитајќи, морам да се сложам со зборовите на нашата водителка што ја водеше ова навистина свеченост кога каже пекарот во рацете на виртуозот фудбалски. Па добро. Благодарам за добрите зборови, стварно, но за да бидеш виртуоз треба стварно да си посебно нешто, но сигурно и јас паѓам меѓу тие виртуози, па благодарам. Уште еднаш честит и многу успеси да направиме уште повеќе вакви разговори за некој поголем успех. Благодарам и сигурно ќе има уште поводи, ќе има уште моменти да славиме за други спортски успеси.